Здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве зимам со мене на една авантура да го истражиме ова старо античко место и да ги побараме едни од преостанатите камени лавови во Македонија. Лавот е жив и се наоѓа некаде во Македонија. Ајде одиме да го побараме, се надевам ќе го најдеме, ќе ви го снимам и ќе имаме доказ дека некогаш имало тука и лавови. Ајде луѓе, идете со мене, изгледајте го видеото, поддржете ме, одиме на една мала авантура. Прво што ќе ви покажам е оваа гробница. Мислам дека е гробница, затоа што се наоѓа на недостапно место и се гледа дека имало поклопец камен горе. Доле имаше неколку камени поклопци кои што мислам дека би можеле да се од оваа гробница. Гробницата, како што гледате, е празна, меѓутоа ете да ви ја снимам и овака е многу интересна. Одно под гробницата се наоѓа уште едно интересно место. Изгледа како да се овие карпи длабени, како да имало тука некоја просторија. Исто и ова е многу интересно место. А одно после него, понатаму, значи продолжува овој локалитет, се наоѓа уште една камена када или ниша. Дали ова било некоја гробница или место за собирање вода, не знам. Меѓутоа, како што гледате, е многу интересно. Иако мислам дека ова би можело да биде влез во гробница и мислам дека под неа би можело да се наоѓа гробницата, но тоа е само моја претпоставка, но секако е дел од овој голем комплекс или светилиште. И ми беше многу интересно, затоа се решив да ви го покажам. Ајде сега одиме да ги видиме лавовите. Тука биле два лава, но очигледно гледате дека овој дел е ископачен. Каква коинциденција, нели? Ова се шепите на лавот. Ова би требало да биде главата, меѓутоа тој е уништен. Ова се два лава кои што гледаат еден кон друг и се наоѓаат над една стара гробница, која што е поплавена, која што некој ја отворил и најверојатно ја ограбил. Сигурно многу одамна. Меѓутоа, еве доказ за овие лавови. Иако се пробале да ги ископачат, може јасно да се видат нивните шепи, нивното тело. Што е најинтересно, во оваа вода, која што потекнува од гробницата, не знам дали е поврзана со некои подземни води, пронајдов многу чудни суштества. Еве, погледнете ги овие суштества што пливаат во водата. Ова ми се, не знам, некој вид на риби, кои што јас до сега ги немам сретнато. Значи се наоѓам на врв на планина, на стара гробница, која што е делумно отворена и во која што се наоѓаат овие чудни риболики суштества. Значи гробницата не би требало да биде поголема од 2-3 метра. Меѓутоа, дали е поврзана со некоја пештера понатаму, со некоја подземна вода, јас не знам. Меѓутоа, еве, вие видете и кажете ми што се овие
риби што пливаат. Некој вид на риби се са. Како вид на риби се и како дошле тука, не знам. Јас друго објаснување немам, освен тоа дека оваа гробница е поврзана со некоја пештера подземна, па преку тие води дошле овие чудни суштества или чудни риби тука во оваа гробница. Ете, одиш да истражуваш едно, наоѓаш друго, меѓутоа тоа е возбудата и авантурата, па ете мала дигресија од снимањето за лавовите, се токму овие неверојатни рибчиња. Не знам зошто сите наши стари символи кои што ги наоѓам по нашите древни стари светилишта се или полузачувани, или ископачени, или уништени. Кој е тој што доаѓа пешачи 2-3 сата само за да уништи некој символ, ако не е толку важен тој символ? Тоа често си опоставувам прашањето и пробувам да дознаам што значат тие символи за нас. Дали символите се поврзани со нашите корења, со нашата моќ, со нашата енергија, или се само показател на некое минато време и на некоја изгубена моќ. Ја не знам. Меѓутоа, на многу места наоѓам наши стари древни символи ископачени, како што е овој лав, кој што некој го и пробал да го уништи, или го уништил, пола е зачуван, пола не е. Меѓутоа, ете, тоа е тоа. Ево и тука нешто се откопало. Како што гледате, имало символ тука. Меѓутоа и тој е ископачен. Тоа е. Значи, местото е преинтересно, има многу да се истражува. Дува многу ветер, не знам ни дали се слушам. Сакав да го надлетам местото и со дрон, меѓутоа многу е јак ветерот, не сум во можност. Меѓутоа, ете, ви снимав колку што можев од ова еднодневна посета да доживеам. И се надевам, пак ќе кажам дека беше интересно, затоа што јас ова го снимам за вас. И секако да докажам некоја поента дека ние сме од секогаш на овие простори. Не знам зошто, но тоа сега за сега ми дава некоја смисла во животот. Ја не знам што ќе постигнем со тоа, едноставно сум роден да го бранувам мирното езеро. Роден сум да истражувам, не сум роден да прифаќам и да климам со глава, па така таа теорија дека ние сме дојдени од 5 век и дека сме настанале од мајмуни ми беше од секогаш идиотска. И затоа прво се пуштив во истражување на тоа да видам дали ние стварно сме дошле во 5 век тука на овие простори или од секогаш сме тука. За жал, многу од доказите кои што докажуваат дека ние сме од секогаш на овие простори, како што гледате, се уништуваат. Меѓутоа, ете, јас успеав да ги снимам. Овој лав, овие лавови што ги снимав се голем доказ за нашето потекло и за нашата старост на овие простори, верувајте. Какво место, препон сум со впечатоци, неверојатно место, неверојатни остатоци од нашето древно минато, лавови, гробници
камени скулптури, што уште не. Значи се чувствувам возбудено, се чувствувам привилегирано што го најдов ова место. Се надевам дека ви беше интересно. Ако ви беше интересно, ставете луѓе една претплата. Ако сте во можност, станете и членови. Ако не, да сте ми живи и здрави. А ние се гледаме во некое мое наредно видео. А за импресиите од ова видео ќе снимам посебно видео да ви објаснам поубаво што осетив. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме.